Еве ги датумите. Од 18 до 22 јуни паркинг пред театар комедија. Повторно ќе имаме прилика да уживаме во највкусната локација во градот и тоа велам дека секој пат во овие јунски, јулски па и августоски термини кои што ги имате како денови во Скопје може да уживате апсолутно во се што нуди градот и овој пат мислам дека гастрономската сцена ќе биде епицентарот на добрата забава. Ова се тие од тиче перспектива илустрации, инсерти, Даниел, од изминативе сезони кои што сте ги имали и најшто ми се допаѓа дека цело ова збиднување доби своји братчиња и сестричиња, бургеролоджи, во Штип фестивалот и така натаму. И ова може да биде само мислам дека податок за тоа вистина дека знаеме да уживаме во пулсот и градот на Скопје. Фасцинантна е програмата за годинава која што ја имате повторно за сите љубители на добрата храна и добрата музика и вистина некако таа жега и хаос да влеземе во еден побав хаос би рекол во градот и тоа на фестивалот на улична храна Скопје Стрит Фуд фестивал кој што започнува официјално за неколку часа од сега, така што драго ми е што доаѓаш со најпрви и тази информации кои што се пред почетокот на ова гастрономско случување. Добро утро. Многу ми е драго бидејќи се познаваме многу години, а никој пат не сме имале можеби вака формално представување. Знам дека со колешката Кате во некои минати изданија сте имале прилика да најавувате за други избеднувања од други делови Маврово и така натаму. Ама драго ми е што си во кругот на луѓе креатори на некој начин кои што потикнуваат баш пулсирачка магија за Скопје. Така што ќе те честитам на тебе и екипата за ова. Кое поред издание? Второ? Ова е трето издание. Трето издание. Да. Трето издание ни се случува денес, еве, отприлика некои генерали споделив, ама да ги поканиме сите. Пред се благодарам на поканата. Ајде да тргнеме како тоа почна отприлика за вашите гледачи да знаат дека на пример нашите почетоци беа релативно мали, нормално, започнаа да се случува токму во Бистро комедија. Секогаш нашата соработка се движеше со партнерите кои до ден денеска не се наши учесници. Видовме дека преминува тоа во еден голем интерес и кај публиката и кај учесниците и решивме дека тоа мора да премине во еден сериозен традиција и сериозен фестивал. Така. Тоа е накратко околу почетокот. Она што мене ме радува во последниот период е дека веќе нашата платформа почна да се препознава како една од подобрите, како една од поорганизираните. Како што и напомена, ние оваа година во текот на месец мај имавме и уште два настани, односно Стрит Фуд фестивал Штип и Бургеролоджи Волјум 2 во Кисела вода. Тоа е специјализиран фестивал само за бургери, бидејќи знаеме дека бургерот секогаш бил и ќе остане. И за тоа имам прашање дефинитивно. Да става на личната храна. Она што сакам накратко да го споменам и околу тие настани е дека за жал Штип не ни даде добри временски услови, меѓутоа она што ни го даде беше одличната реакција на жителите и посетителите на самиот можеби метеоролошките состојби. Точно, тоа беше она што сакаме да го видиме како фидбек, како таа тамошна публика ќе го конзумира, помина пред се одлично, иако временските услови не послужија доволно. Меѓутоа Кисела вода со Бургеролоджи се одржа за време на работната недела, односно се одржа во вторник и во среда. Таму временските услови не послужија и помина фантастично. Се надам дека и жителите на Кисела вода исто го мислат нормално, меѓутоа посетеноста беше огромна. Да. Знаеш како интересно е таа некоја бургер манија која што се создава последниве години и голем дел од мои пријатели сигурно во твоето окружување и сите кои што не гледаат сега на Телма сигурно знаат дека туристи кога доаѓаат наши пријатели можеби долго време не ја посетиле Скопје, Македонија. Одеднаш има така да речеме еден воски дека Скопје веќе не е монохроматски, туку има баш онака свој гастрономски стил на изразување, вклучувајќи ги сега како да има еден компетитивен надпревар кој ќе направи најдобар бургер. Колку ќе се отворат повеќе бургер клубови кај нас и тоа е баш еден надпревар помеѓу сопствениците на овие мали и убави бизниси кај нас. Така е. Да се роди некоја бургерманија во последните неколку години, меѓутоа тоа е оттаму Бургеролоджи? Оттаму, точно. Да, видете, и не само оттаму. Ние секоја година правиме некои си анализи од прилика да видиме колку вкупно оброци се продале, колку оброци највеќе се продале, од кој точно избор. Така да секогаш Бургерол бил на врвот. Оттаму се роди идејата за Бургеролоджи, затоа што сепак со балкански менталитет сме сите тука нормално, она што ни е во крв, и во гени.
Иако јас лично ја практикувам многу да ја форсирам и италијанската кујна, меѓутоа публиката си го кажува своето. На крајот таа го има последниот збор. Така е. Меѓутоа интересно е тоа што со бургеролоджи и бургер клубовите кај нас во Скопје, особено ќе кажам бидејќи централизирано е тука многу повеќе, имам чувство дека не само што се прави и така една убава експанзија на ова гастрономско уживање, туку мислам дека добро пркосот на големите лицензирани франшизи, како што се да не правам сега конкретни реклами на, можеби го немаме како Макдоналдс да речеме, тоа го немаме веќе во Македонија, меѓутоа пркосот на тие поголеми франшизи, токму овие мали бизниси како повкусни, поинтересни, поинтерактивни за љубителите и за самите туристи. Така што многу добро го поттикнавте можеби како една култура на живење со бургеролоджи. Така, да. Вака, Марко, има реални податоци каде што многу голем дел од учесниците нас после настаните ни укажуваат дека по учеството на самиот фестивал нас ни се смени целиот бизнис. Така да представува една супер отскочна даска за сите овие учесници, без разлика на кој производи станува збор. Она што исто можам да го издадам како реален податок е дека во текот на тие 5 активни работни денови за време на фестивалот се продаваат дури околу 15 до 20.000 оброци, тоа е сериозна посетеност. Така да и за нив реално представува супер платформа каде што можат да се презентираат, да се презентираат и така натаму. На некој начин тоа е и со Скопје Стрит Фуд фестивал, на некој начин како се разви концептот за ова улично уживање на гастрономијата и што можеби го прави еве баш уникатен на самата македонска гастрономска сцена? Па, вакви слични фестивали во други променади има во светот, може да забележиме. Да. И што најавив, нели, започнавме ние со помали настани, меѓутоа она што ни покажа е имавме еден експеримент кој го нарековме Street Food Week. На тој настан во текот на 5 работни денови наизменично се менува секојдневно учесници. Значи, доколку имаш желба да го посетиш, не знам, Јојо бургер да речеме, е само во понеделник, во вторник дека го нема, во вторник се други, во среда се трети и така натаму. Тоа беше настан каде што нас ни покажа дека скопските посетители се и како желни за таков тип на настани, бидејќи ова не се класични музички настани каде што се таргетира одредена публика. Ние буквално ги отвораме вратите за од најмало до највозрастна. На нашите настани доаѓаат луѓе преку денот со своите деца, со миленици, па потоа нормално доаѓа помладата публика ради музичката програма, така да е буквално отворена за сите. Така да тоа е можеби поразлично од се останато, да, точно. Да, колку можеби фестивал сериозно, и вчера ти споменав, верувам дека влие на локалната економија и поддршката на мали бизниси. Тоа претпоставам дека и од таа причина и побуда сигурно и понатаму како платформа за добра презентација на истото. Така е, да, со тоа што еве јавно прв пат ќе го искажам и тоа дека за прв пат почна и нас како организатори да ни помагаат и дел од институциите, зашто бидејќи без нивна помош ние не можеме да ја возвратиме помошта кај самите учесници, така да веќе почнува да оди сето тоа во нагорна линија, се надевам дека ќе расте се повеќе и повеќе. Имаш чувство и дали се случило можеби во изминатите неколку изданија, дали во Штип, кога мал локален бизнис во зачеток, во зародиш на можеби некоја своја нова приказна да се експлоатира низ јавноста, го бира можеби како почеток токму седиштето на Скопје Стрит Фуд фестивал. Ние со овие два настани кои ги организиравме пред нашето така наречено финале, односно бургеролоджи и сега Скопје Стрит Фуд фестивал, носиме гости од Штип со нас. Така да, иако беа присутни и на Штипскиот, нормално, како едни од локалните изведувачи, дојдоа и на бургеролоджи, сега ќе бидат присутни и на Скопје Стрит Фуд фестивал. Не би сакал сега да именувам, ќе дојдете, ќе ги видите, меѓутоа ете како тргнува некоја си приказна. Јасно. Како се избираат самите учесници, Даниел? Кои се критериумите, да речеме, при селекцијата на штандовите или учесниците на уличниот фестивал? Обично селекцијата се базира на диверзитет. Да имаме, да ги опфатиме сите актуелни светски кујни. Нели, нормално почнувајќи од италијанската, мексиканската, американската, француската, јапонската, па дури и традиционално македонската. Така да, иако до нас стигнуваат секојдневно понуди, апликации и така натаму, ние секогаш е главен фактор да го запазиме диверзитетот, односно да имаме сосема различни штандови, бидејќи доколку се повеќето едното е исто, нели, нормално ќе падне интересот. Да. Последнава минута ќе искористиме да ги поканиме сите. Така. Од денес до 22 јуни паркинг пред театар Комедија, повторно да уживаме во највкусната локација на градот, баш епицентар на уличната забава и култура, со гастрономската цена. Кој се ќе настапи, што може да најавиме од музичкиот дел и баш овие денови да се препуштиме на забавата. Така, започнуваме од денес. Секој ден од вратите ќе бидат отворени од 17 часот. Многу е важно да напоменам дека влезот е бесплатен.
Околу музичката програма ние секогаш гледаме да биде тоа во фестивалскиот дух, односно секогаш на ваков тип настани повеќе се конзумираат бендовите нормално. Така да денеска го отвораат бендот на ДНО, четврток се дечките премиерно Conquering Lion. Потоа во петок ни се дечките од South Park, сабота исто така имаме премиерен бенд, се работи за Мија Переска фул бенд и во недела уште еден премиерен бенд се работи за Трио Зигот. Тие перформанси започнуваат во 20 часот, завршуваат до кај 23 часот, потоа се префрламе на некој вид на афтер парти во Бистро Комедија со диџеј. Прекрасно. Ти благодарам многу за оваа најава. За тоа и Мака. служиме всушност Така како е. Телма, Така е. утринската баш да биде можеби една поддршка на сите овие активности кои што ги имате како организација и да му дадеме вистински на Скопје поддршка, бидејќи вистински па и ги живее овие пролетни летни денови кои што ни предстојат, така што паркинг на Театар Комедија, уживете од денес и следниве денови до 22 јуни во ова гастрономско случување. Ми беше чест искрено да се видиме вака. Благодарам уште еднаш.